Добар ден, драги мои. Добре дојдовте во новото готварско шоу 4 сезони. Ова шоу е единственото шоу што ќе ви биде потребно за да научите се, за да станете виртуоз во вашата кујна. Ќе обрнеме многу внимание на сите апарати и продукти во кујната. Ќе обрнеме внимание на организација на вашиот фрижидер. Ќе правиме компарација на македонски вина со македонски производи. Ќе готвиме многу различни типови на месо, како што е говецкото, пилешкото и свинското. Токму она што сите вие дома го јадете. И она што е многу убаво, ќе имаме позиција за пекарство, каде што ќе правиме многу убави и вкусни пецива и секако многу убав и домашен леп. И да не заборавиме, ќе обрнеме внимание и на нашето здравје, бидејќи таткото на медицината Хипократ кажал дека здравјето влегува преку храната, а токму тоа ние овдека го имаме. Пилјара која има многу здравје и преубав колорит. Исто така ќе обрнеме внимание и на термичката обработка на продуктите кои што ги готвите дома и токму затоа ќе користиме и модерни апарати. Јас сум Дејан Христовски, готвач и водител на ова шоу. Јас сум на мојата позиција за пекарства, на денешното мени е француски бриош. Францускиот бриош не е само обично тесто, туку е комбинација на леп и сладко пecivo. Да секаде е познато ни светот, а посебно од Франција, бидејќи во 17-тиот век е измислено токму таму. Во денешно време е препознаено по тоа што сите оние убави вкусни американски бургери се прават со лепче како бриош. Во миксер за тесто ставаме 500 грама брашно, тип 550. 250 грама мек, несолен путер, исечкан на коцки и 60 грама шекер. Се меси 5 минути на бавна брзина, додека да се добие песоклива смеса. Потоа додаваме 10 грама свеж или 4 грама сув квасец, 5 јајца, 10 грама сол и 120 мл ладно млеко. Тестото се меси 10 минути на повисока брзина со цел да се ослободи протеинот или глутенот од брашното. Тестото е готово. Сега само треба да го обработиме. Има два начина откако добро ќе го измесиме на работната маса, или да го оставиме во длабок сад, двојно да го зголеми волуминот, или веднаш да ги направиме топчињата или булињата за лајбиците и за лепчето. За сечење тесто секогаш употребуваме назабен нож. Француски начин за рачно месење тесто. Со прстите рамномерно раширете ја смесата тесто додека да се истенчи. Потоа со левата рака преклопете го крајот на кората, а со десната притискајте навнатре. Процесот се повторува се додека тестото не добие форма на ролат. Приготвеното тесто ставете го во стаклен сад. Вака оформено тестото го оставаме неколку часа на собна температура за да го зголеми двојно волуменот, или пак го ставаме во претходно загреана рерна на 40 степени со сад со врела вода во рерната за да го забрзаме процесот. За совршена боја користете француска глазура со јајце.
Премачкајте го тестото за бриош со мешавина од една жолчка од јајце и една лажица млеко, за да добие златно кафена боја на кората. Во рерна, загреана на 180 степени, печете го бриошот помеѓу 20 и 25 минути, додека да добие длабока, златно кафена боја. Како додаток за нашиот бриош, во сад ставаме рукола, црвен кромит, крем сирење, ротквица. На крај зачинуваме со мак. Тајната за печење совршен бриош е да не се препече. Средината мора да остане мека и потереста. По печењето оставете го бриошот 15 на минути да се излади. Поделете ја останатата половина од тестото на парчиња од по 80 грама за лајбици. Размесете ги за да добијат убава кружна форма и да бидат мазни и со сјајна површина од озгора. Наредете ги во модли за печење. Врз премачканата површина на лебиците наросете доволно макови зрна, а по желба можете да ги посипете и со крупна морска сол или сусам. Многу го сакам летото поради свежината на зеленчуците и овошјата. Меѓутоа, и зимата со себе си носи убави зеленчуци, а посебно свежи салати. Денеска одбрав една многу интересна и многу свежа салата. Главната состојка е радич. Нешто кое потекнува од Медитеранот и во изминативе години се појави на нашиот пазар. Избрав ајсберг, рукола и индивија. Ќе ја искомбинирам со убаво и свежо зелено јаболко грини, младо кромиче, младо кравио сирење и брусница. Меѓутоа, за сето тоа да биде убаво, топло, зимски, а свежо и здраво за нас, ќе направам еден многу убав винегрет. Винегрет е еден убав дресинг кој се прави без јајце, а се она што се прави со јајце се вика дресинг. Прва работа што ќе направиме, ќе го направиме винегретот. А за тоа ни е потребно семф, балзамиран оцет, джем од јагода и малце свежа мајчина душичка. Зимските салати имаат уникатен шарм. Наместо свежи летни домати и краставици, тука владеат богати и заситени вкусови. Оваа салата е инспирирана од француските и италијанските зимски јадења, каде што овошките и јатките се користат за балансирање на сладко-киселите ноти. Во минатото, сушените јатки биле луксус во зимските месеци, а овошјето символ на благосостојба. Откако ги додадовме сите состојки за винегретот, постепено додаваме маслиново масло за да се создаде убава и цврста емулзија. И на крај, за сладка нијанса на винегретот, додаваме сок од половина свежо исцеден портокал. На почеток, младото кромитче го сечкаме на тенки ленти, во француската гастрономија познати како жюлиен. Јаболкото го сечкаме на мали коцки, познати како конкасе.
За да го збогатиме вкусот, додаваме и младо кравио сирење исечкано на мали коцки кон касе. Свежите салати, како што е руколата, ајсбергот, индивијата и радичот, ги додаваме во длабок сад. Ја додаваме брусницата, зачинуваме со црн пипер и со сол, и сите останати состојки ги додаваме во садот заедно со винегретот. Многу нежно и внимателно ја промешуваме салатата со цел винегретот да се спои со сите состојки во неа. Откако добро ја соединивме салатата, ја сервираме во чинија со 2 кришки потпечен бриош и додаток од винегретот што го направивме. На крајот го додаваме исецканото младо кромиче на жилиен и коцките од јаболко кон касе. Зачинуваме со масло од свежи билки. Ова не е обична салата, ова е топла зимска преградка во чинија. Бриошот не го користиме само како леп или сладко печиво. Од бриошот можеме да направиме и многу убаво предјадење. Бриошот ќе го запечеме на путер, потоа ќе го ставиме врз свежа рукола, а парчето бифтек ќе го зачиниме со сенф, лимон, црвен кромит, сол, црн пипер, добро ќе го соединиме и ќе го ставиме врз бриошот. Одлично предјадење кое ќе ги освои вашите непца. Употребувајте гастрономски модли за вашето предјадење да изгледа совршено. За да добиете уште посвежо и повкусно предјадење, додајте кисела павлака. Со 2 мали лажички направете форма и додајте ја на бифтекот. За уште подобра презентација на вашето предјадење, украсете со зелена билка и додајте масло од свежи билки. Уживајте! Мал совет за сите вредни домаќинки. Ставете на влажната крпа под вашата даска и таа секогаш ќе биде стабилна. А сега, време е за главниот оброк. Ова е мојата месна витрина. А тука имам бифтек, најквалитетниот дел од говедското месо. Многу протеини, а малку маснотија. Совршено готвено месо е основата на секоја голема кујна. Француските готвачи велат дека ако знаеш да подготвиш месо како што треба, тогаш си на вистинскиот пат кон гастрономското совршенство. Овој рецепт комбинира прецизна термичка обработка на месото со модерен пристап кон гарнитурата. Не класично пире, туку деконструирана верзија што ги зачувува сите вкусови, но ги прикажува на иновативен начин. За да ја зачувате формата на месото, врзете го со коноп за месо. Премачкајте го парчето месо со масло од сите страни, а потоа, за подобар вкус, зачинете го со сол и црн пипер. Трикот за совршено готвено месо е во контролираната температура и кратко запечување за карамелизација. За класична подготовка, рерната загрејте ја на 120 целзиусови степени. Печете околу 40 и 50 минути, додека не стигне внатрешната температура од 53 степени. По печењето, извадете го месото од рерната и оставете го да одмори 10 минути. Го намастив бифтекот затоа што маснотијата е најдобар спроводник на енергија, го зачинив со
сол и црн пипер и го стави во рерна на 120 степени 40 минути. Додека бифтекот термички се обработува, подгответе ги гарнирите за главниот оброк. Наместо традиционално пире, правиме крем со полесна текстура и интензивен вкус. Исечете го карфиолот на коцки и варете го во солена вода додека не омекне. Зачинете со сол и црн пипер. Обарениот карфиол изблендирајте го со павлаката за готвење и путерот. Со рачен блендер блендирајте го карфиолот се додека не добиете елегантна и хомогена смеса. Путерот и павлаката за готвење допринесуваат не само за подобар вкус, туку и за поголема елегантност на пирето. Редукција од црвено вино за превкусен сос. Во сад за готвење додајте го црвеното вино и бујонот. Оставете на среден оган да се редуцира. Ситно исечкајте една главица црвен кромит. Исечканиот кромит додадете го во црвеното вино. Потоа додадете го и говедскиот бујон и неколку гранчиња свеж макдонос. Откако ќе ја добиеме потребната густина на сосот, го процедуваме низ цедилка. Во загреано тавче запечете ја мешавината од семиња за да добие покрцкава структура. Во загреано тавче сипете маслиново масло и додадете путер. Ставете ги морковите и оставете да се испржат убаво од сите страни. Зачинете со црн пипер и сол по ваш вкус. Кога морковите ќе добијат убав сјај, додадете го медот и мешавината од печените семиња. Откако ќе ги додадете подпечените семиња, промешувајте се додека медот не карамелизира, но не оставајте да изгори. Во сосот додаваме ладни коцки путер со цел да добиеме густина и да добиеме убав сјај на сосот. Компирот го сечкаме на идеални коцки од 1 сантиметар. Го зачинуваме со масло, сол и црн пипер и го ставаме во рерна да се потпече. На крајот додаваме свежо сечкан макдонос. Во загреано тавче додадете масло и путер. За подобар вкус на месото, во маслото додадете 1 чешне лук и неколку гранчиња свеж рузмарин. Отстранете го конопот од веќе испеченото месо и додадете го во маслото со путер и зачини за да добиеме поубав вкус. Сервисот е шлагот на тортата на секое главно јадење. Сервирајте со стил. Ставете го пирето од карфиол на дното од чинијата. Со задниот дел од лажицата направете форма. Од страната додадете го испеченото парче месо. Во формата додадете ги испечените коцки од компир. На крај, прелијте го парчето месо со сосот од црвено вино. Ова ќе ги спои сите елементи. Виното дава длабочина, а редукцијата носи богатство на вкусот.
Почитувани, се надевам дека ви се допадна сето ова што го видовте во оваа емисија на готварското шоу 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и готвач на ова шоу.